Учениците во основното училиште Маршал Тито од Струмица има повеќе активности со кои го одбележаа Меѓународниот ден на жената 8 март. Да се предизвика насмевка на лицата на жените, да се изненадат, да им се пренесе порака дека се важни и нивниот труд и љубов се ценат. Ваква била замислата на наставниците и учениците вклучени во активностите. Директорката Уста Петрова, но и наставничката Љубинка Цветанова велат дека уживале и малите и возрастните. Во пресред на утрешниот празник 8 март, училиштето Маршал Тито од Струмица денес организираше 3 активности со оделенска настава на тема Подари љубов и да не ги заборавиме нашите корени. Првата активност се реализираше во училиштето со родители и ученици од прво оделение, во која активно заедо учество самите родители со ученици и изработуваат честитки по повод 8 март. Втората активност се реализираше на градскиот плоштад со подарување на честитки и балони во пресред на утрешниот празник, а додека третата активност, да не ги заборавиме нашите корени, беше во соработка со Домот за стари лица Отворено срце од Струмица. Ги посетивме старите лица и заедно со нив имавме прекрасна работилница во која учество зедоа наши ученици, одржаа приредба и заедно со старите лица работеа на изработки поврзани со утрешниот празник. Целта на третата активност беше да се подсетиме кои сме, од каде сме, да не се заборават трајните вредности, се со цел и ти да се почувствуваат корисни граѓани во нашето општество и да не бидат заборавени. Воедно ја користам оваа прилика да им го честитам утрешниот празник 8 март на сите припадници на понежниот пол и да им порачам: бидете силни, истрајни, упорни, дарувајте љубов, не ги заборавајте нашите корени, почитувајте се и се надевам дека ќе имаме подобро утро со повеќе права и застапеност на жените во сите сфери од нашето општество. Зошто се одлучивме да ги посетиме жените од Домот Отворено срце, за да ги подсетиме дека тие не се заборавени, дека тие се уште се многу важни за нивните деца и нивните внуци. Постои една нераскинлива врска меѓу најстарите и најмладите. Таа врска е таква затоа што бабите и дедовците секогаш се малку родител, малку добар пријател и малку учител. И секогаш кога ќе помислиме на нив, помислата не водим во еден топол дом, каде што не пречекуваат топла преградка и убави зборови. Бабите секогаш се горди на своите внуци, затоа што тие секогаш ги забораваат нашите грешки, а секогаш со гордост се подсетуваат на нашите успеси и знаат насекаде да ги фалат своите внуци. Основното училиште Маршал Тито организира повеќе креативни работилници за 8 март и во самото училиште.